Се наоѓаме во градскиот трговски центар, каде од 20 до 26 декември се одвива овој новогодишен базар во градскиот трговски центар. Овде сме и си избравме едно место. Како велат новинарот, има тогаш можност да си одбере нешто што не му се допаѓа. Јас се избрав токму Марина Фарина, така таа се вели за себе, но Фарина е брендот, незиниот бренд. Се ова што гледате овде и што ќе го видите како инсерт во ова линковско вклучување е изработено со две раце. Така ли е, Марина? Па не баш така, затоа што со 8 раце. Ние сме тим од 4 члена. Фарина Хендмейд е семеен бизнис. Работиме јас, мојата сестра, мајка ми и мојот сопруг. Јас и сестра ми го работиме накитот. Мајка ми работи со текстилните ташни ранци, а сопругот работи со кожа. Браво! Па вие имате веќе разработена опција на бизнис, така? Да. Добро ли е? Оди ли работа? Одлично е, да, многу сме задоволни. Освен што е малце ладничко овдека, ама сега ние ќе звучиме како да не ни е ладно, како да ни е супер, да. Интересна е приказната зошто на Марина кога требаше да решава како ќе се вика незиниот бизнис, нели? Реши да се вика Фарина од прва. Да, Фарина е од серијата Палавковци, тоа ми беше прекар. И решив да си го задржам заради самиот дух на Фарина, нели, Палавковци, така, мислам дека соодветствува на она што го работиме. Приказната трае одамна, како што ми раскажа пред ова линковско вклучување, значи Марина од секогаш сакала прво за своите другарки, па и другари, така натаму да изработува некаков накид, но како дојде ваквата идеја, што прави во моментот Фарина? Да, како што кажав, приказната е доста долга, беше од хоби, па решив да биде веќе на еден начин професија, и стварно е професија. Па да, почнавме да работиме со различни материјали, честитки правевме, не знам, многу работи, да не набројувам. Ова дојде од идеја да работиме со керамика, односно со порцелан, но тука немавме баш некоја можност, па баравме варијанти. Така случајно откривме смолата и сега работиме со смола. Работивме едно време со не полимерна глина, туку со глина што не се пече, па наликуваше на порцелан, но веќе бидејќи беа покршливи работите, да, а веќе го сменивме материјалот. Сега работиме со медијапан, кој рачно го сликаме и го премачкуваме со смол. Добро. И сега за едни вакви обетки. Ево, добро. Решавам овие да бидат во раца, иако ќе ги видат луѓето, гледачите ќе видат. Еве ова. Колку треба? Па вака сега. Прво процесот оди со тоа што ние дизајните прво ги скицираме. Правиме скица, потоа ги цртаме векторски на компјутер, потоа се сечат на ласер. Откако ќе се исечат, после се смислуваат бои со што ќе се работи, па рачно ги сликаме и ги премачкуваме со смолата веќе финишот. Па не знам, за време зависи, значи конкретно за овие ми требале околу 3 дена за изработка. 3 дена? Да. Само да им кажеме на луѓето, значи ова што е мало не значи дека малку време ви треба за изработка, туку има комплициран систем, така, уште да. Но имате луѓе кои што баш више верни муштери, додека бевме и пред ова линковско вклучување, имаше луѓе кои што имаат комплетно накид од Фарина. Да, имаме доста такви муштери што ни се вакво редовни, да кажам. И не знам. Да, задоволни сте, така? Да. Убаво е кога ќе се види накитот никаде некој. Да, многу ми е интересно вака кога ги ловам некои рандом луѓе што не ме ни знаат, пошто јас вака ретко се појавувам. И кога ќе видам нешто свое на некој дека го носи, ми е многу мило. Така е, да. Добро, нам ни е мило дека ни дозволивте и ни удостоивте со ова присуство на оваа страна и ви донесовме неколку муштери. Имаме лесна нога како дефинитивно, да. Фала ви вас многу што не викнавте да учествуваме. Супер, имате уште некој ден, Фарина е тука, има уште и овде под шанкчево, како да кажам, има некои работи што не се продадени, затоа Бојрум тука, околу цената ќе се договорите, а и не се многу скапи за да се 3 дена правени овие, например, обетки. Чао!